Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма Глас на надежда. Секој ден, од понеделник до петок, во 8 часот и 30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравието, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Почитувани гледачи, добро утро. Поздрав од студиото на Глас на надежда од Кавадарци. Вие следите утринската програма. Денеска сме 22 ноември. Ево на почетокот неколку сервисни информации. Сонцето изгреа во 6 часот и 28 минути, а ќе зајде во 16 часот и 7 минути. Што се однесува до денешната временска прогноза, таа гласи умерено до значително облачно со повремени врнежи од дожд, кои ќе започнат во попладнивните часови во западните делови. Секако поизразени ќе бидат во западните делови. Ќе дува слаб, думерен ветер од јужен правец. Што се однесува до денешната температура, таа ќе се движи од 1 до 12 во западните делови, а од 6 до 15 во јужните делови на нашата земја. Што се однесува до централниот дел, во Теквешкиот дел, таа ќе биде од 2 до 13 степени. Би сакал на почетокот, почитувани гледачи, да се помолиме, бидејќи ова е христијанско радио и ќе го започнеме со молитва, ова наше утринско дружење. Господе, фала ти што ни подари уште еден ден, односно уште една ноќ и ни даваш ден кој е пред нас. Те молиме да не водиш и чуваш и да не благословиш. Тоа те молиме во името Исусово. Амин. Утринскава порака, почитувани пријатели, ќе ја прочитаме за неколку секунди, но пред да ја прочитаме, би сакал да ја отпочнам ова наша утринска програма со неколку убави мисли. Твојот живот е резултат на изборот што го правиш. Ако не ти се допаѓа твојот живот, почни да правиш подобар избор. Какви што се вообичајните мисли, таква ќе биде и природата на твојата душа, бидејќи мислите и дават боја на душата. Убавите мисли изградуваат убав карактер. Патот на неразумниот му се чини прав на неговите очи, но кој слуша совет, тој е мудар. Кој стекнува разумност, се ја сака душата. Наоѓа среќа. Мудроста почива во разумно срце. Научене да ги броиме нашите дни, да придобиеме мудро срце. Мудроста ќе влезе во твоето срце и знаењето ќе израдува твојата душа. Зашто мудроста е поскапоцена од бисери и никакви скапоценности не може да се споредат со неа. Еве тоа беа неколку мудри изреки, почитувани гледачи, а сега би сакал да ја споделам нашава утринска порака, која наоѓаме во книгата на пророк Езекија, 34 глава, 26 стих. Ке ги направам благослов нив и сите околу мојот рид и ке им дадам дожд на време и тоа ќе биде дожд на благослов. Тоа е утринскиот стих кој го наоѓаме во книгата на пророк Езекија, 34 глава, 26 стих. Насловот ја доаѓа уште една педесетница. Бог одредил младите да бидат негови помошници. Многу момчиња кои денес растат како што растел Даниел во својот јудијски дом, проучувајќи го Божјото Слово и неговите дела, извршувајќи ги верно своите должности, еднаш ке стојат во законодавните собранија
во судниците или во царските дворови како сведоци на царот на царевите. Со таква војска, правилно извежбани работници, каква што би можела да биде нашата младина, колку брго би можела да му се однесе на светот веста за распнатниот и воскреснатиот Спасител кој наскоро ќе дојде. Големото дело на Евангелието нема да заврши со помалечка манифестација на Божјата сила од она што го придружувала неговиот почеток. Пророштвата што се исполниле со излевањето на раниот дожд во почетокот на Евангелието пак ќе се исполнат во позниот дожд и при неговото завршување. Божите слуги со озарено лице од своето помазание ќе брзаат од место во место да ја објават небесната вест. Илјадници гласови низ целата земја ќе ја објавуваат опомената. Ќе се прават чуда, болни ќе оздравуваат, а верните ќе ги придружуваат знаци и чуда. И сатаната ќе прави чуда. Ќе стори и оган да падне од небото пред луѓето. На овој начин жителите на земјата ќе бидат присилени да се решат за кого ќе се определат. Веста ќе се шири не толку со докажување, колку со длабоко осведочување на Божиот дух. Меѓутоа, сега зраците на светлината проникнуваат насекаде и вистината се гледа кристално јасна, а искрените Божи деца ги кинаат врските што ги задржувале до сега. Бог има работа за својот народ на овој свет и доколку тие работат во хармонија едни со други и со небото, тој ќе ја покаже својата моќ во нивна корист, како што тоа го правил за првите апостоли во времето на Педесетницата. Еве, драги гледачи, ја слушнавме утринската порака, во која Бог ветува дека својот народ ќе го води, чекор по чекор. Посебно овде се повикани младите да бидат Божи помошници, Божи соработници. Овде вели многу момчини ќе донесат, кои денеска растат како што растел Даниел во својот јудијски дом, кои го проучуваат неговото слово, верно кои ги извршуваат своите должности, еднаш ќе стојат во законодавните собранија, во судниците или во царските дворови, како сведоци на царот на царевите. Затоа, драги млади, вие кои ја гледате или слушате ова емисија, ставите го на срце Бога. Вашите дарови, таленти, посветите ги на Бога. Проповедајте ја речта Господова. Бог ќе прави чуда преку вас. Оде Бог ветел дека големото Евангелие нема да се заврши со помалечка манифестација на Божјата сила од она што го придружувала неговиот почеток. Знаеме, после Христовото заминување, каква сила добиле апостолите. Го запалиле, символично зборувам, Ерусалим со своите проповеди, се крштавале илјадници луѓе, се обратувале, го прифаќале Христа, затоа што биле опфатени со силата на Светиот Дух. Овде пишува дека и во последно време Бог повторно ќе го повтори тоа. Ќе бидете опфатени и млади, секако и постарите, они кои искрено му се предале, кои ги отворили своите срца за Господа, и Бог ќе прави чуда, ќе оздравуваат болни, ќе има големи чуда. Верните ќе ги придружуваат знаци чуда, но гледате и паралелно сатаната ќе прави со така чуда преку своји соработници да ги избунат луѓето. Сатаната ќе прави чуда, ќе стори дури и оган да падне од небото пред луѓето. На овој начин жителите на земјата ќе бидат присилени да се решат за кого ќе се определат. Сатаната прави чуда и денес, и ќе прави слични на Божите, како што Мојсей направил чудо пред големиот фараон, кога го фрлил стапот и се претворил во змија. Тогаш фараон ги повикал и неговите вражачи, гаталци, и тие тоа го сториле. Меѓутоа, за чудо, змијата на Мојсија ги проголтала змиите кои ги направиле вражалците, односно гаталците. Тоа било знак дека Бог е помоќен, посилен. Всушност, во книгата Патриарси пророци пишува дека
Всушност, тие стапови кои ги фрлиле вражарците или гаталците од фараона не биле вистински змии, току така им се причинувало. Сатаната успел да ги замагли нивните очи, очите на фараон и да гледа дека и тие се змии стаповите што ги фрлиле неговите соработници. Но Бог да покаже дека е понадмокен, змијата од Мојсија ги проголтала змиите, односно оние што го направиле самите гаталци. Така да, драги гледачи, драги слушатели, во последно време ќе се случуваат големи чуда преку Божиот народ, преку Божите слуги, но и сатаната ќе прави паралелни чуда и наше е да направиме разлика кој чудо е од Бога, а кој е од ѓаволот. Нека Господ ни помогне и денеска да бидеме на Негова страна, да дозволиме на Светиот Дух да не офати, да не води и да не чува и да ни даде родови за покаяние на нашите души. Продолжуваме со една христијанска песна. Da možem bar da povikam kod Tebe, Gospode. No moj to srce tvrdove, a kopne po Tebe. Moji te oči gledam prazno pred sebe, bez Tebe. Duša van te bara, telo ne dava, ne sakam. Ako ga usnim pejat za Tvojto ime, Isus, toga srce blika, od radost vosklika. I celom telo eči, pred Tvojte noze kleči i proškam bara moli da go pregrneš. Da možem bar da pogledam kom Tebe, Isuse. No moj te oči slepi se, a kopne po Tebe. I moj to srce plače, se bori za Tebe, teško mu je. I duša van te bara, a telo ne čaka da čuje. Ako ga usnim pejat za Tvojto ime, Isus, toga srce blika, od radost vosklika. I celo telo eči, pred Tvojte noze kleči i proškam bara moli da go pregrneš. Ako ga usnim pejat za Tvojto ime, Isus, toga srce blika, od radost vosklika. I celom telo eči, pred Tvojte noze kleči i proškam bara moli da go pregrneš. Isuse, te sakam, 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 Isuse, te sakam.
vremena Bog. Isuse, te sakam, 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 Isuse, te sakam. Благодарам. Почитувани гледачи, се враќаме повторно во нашата емисија, во утринската програма. Поздрав и до вас, драги гледачи, кои во меѓувреме се вклучивте во нашата утринска програма. Ова песна што пред малку ја слушнавме беше повик за Исуса, да го сакаме и да го обожаваме Исуса Христа. Меѓутоа не можеме да го обожаваме Исуса Христа ако не ја користиме молитвата во нашиот секојдневен живот, бидејќи ние преку молитвата на Бога, на Исуса, искажуваме нашата благодарност, нашите потреби и се она што ни е потребно во нашиот секојдневен живот. Пред да поминеме на следнава рубрика, драги гледачи, сакам да ви понудам уште еднаш Нови Завет, бесплатен Нови Завет на современ македонски јазик. Сите вие кои сакате да имате ова книга, ја нудиме бесплатно. Ваше само да ги доставите вашите податоци, име и презиме, место на живење, а ние ќе ви ја испратиме по пошта или нашите соработници ќе ви ја донесат на вашата домашна адреса. Затоа бидете слободни, искористите ова прилика да ја добиете ова книга Новиот Завет на современ македонски јазик. Сега да се осврнеме на важноста на молитвата. Зошто нам како христијани ни е потребна молитвата? Еве едно кратко размислување, вистинитоста на молитвата. Ќе анализираме накратко повторно молитвата Татко наш. Јас не можам да кажам татко ако мојот секојдневен живот не го опишува таткото, не го опишува таквиот однос со него. Значи, не можеме ние да кажеме татко ако не го почитуваме, ако немаме еден добар присен однос. Јас не можам да кажам наш ако во мојата вероисповед нема место за другите луѓе и нивните потреби. Секој човек има право да верува во што сака. Човекот има слободна волја и треба да ги почитуваме и другите луѓе кои припаѓаат во некоја друга верска заедница или религиозност, со другачи став или верување, така да секој човек е вреден пред Божите очи и ние треба меѓу себе да се почитуваме. Јас не можам да кажам кои си на небесата ако моите мисли и очи се опфатени со земски работи. Значи не може ние да се стремиме да еден ден бидеме на небото ако само целиот свој труд и својот живот го насочиме кон земските работи, а знаеме дека се на ова земја еден ден ќе пропадне, само ќе остане она што Господ го приготова за својот народ. Јас не можам да кажам да се свети името Твое ако јас не се посветувам. Затоа е потребно секојдневно посветување. Нема, почитувани гледачи, еднаш спасен за секојаш спасен. Ние мора постојно, секојдневно да се бориме, да се посветуваме, да му дозволиме на Светиот Дух да изградува еден карактер сличен на неговиот, на Божиот. Јас не можам да кажам да дојде царството Твое, ако не сакам да му се покорам нему и тој да биде цар на мојот живот. Да, тоа е точно. Не може ние да се молиме да дојде царството Божје, ако не сакаме уште денеска да се покориме на тој Бог. Првата заповед вели: јас сум Господ твојот Бог. Бог сака, почитувани пријатели, Бог да биде на прво место во нашиот живот. Сето друго да биде на страна, на второ, на трето. Значи, Бог, семејство, бизнис, работа, земските работи. Значи, тоа е тој редослед. Бог на прво место, семејство кога го имаме, а потоа бизнис, работи, се што имаме, тоа да остане долу. Зашто еден ден и навистина тоа ќе исчезне.
Јас не можам да кажам да биде волјата Твоја, ако не сакам да му бидам послушен и ако сакам да живеам по своје. Значи, мора ние да се починиме на волјата Господова. Бог е почитува нашата слободна волја, но ние треба да се починиме самите, да го побараме Бог, тој да биде на прво место во нашиот живот. Јас не можам да кажам како на небото, така и на земјата, ако не сакам да му служам сега и овде. Значи, не може ние да посакуваме еден ден да бидеме на небото, почитувани гледачи, ако денеска не сме подготвени да му служиме на тој истиот Бог. Јас не можам да кажам лебот наш насушен дан го денес, ако сум мрзлив да работам за себе и да споделам со другите. Се молиме ние за лебот, му благодариме на Господа, но ние треба да бидеме и вредни работници. Библијата вели 6 дена работи, а 7-миот е одмор, за починка. Така да, треба да бидеме вредни работници. Работата некој рекол дека е излезена од рајот, бидејќи Господ му рекол на Адам и Ева, работете и чувајте ја градината. Тие требало да работат. Од работа не се умира, ако се работи умерено, складно. Зашто Господ го создал денонокието од 24 часа. 8 часа да работиме, 8 да се одмараме и 8 да се рекреираме. Гледате колку Бог то складно го склопил за наше добро. И затоа лебот наш насушен дан го денес треба да ја искажуваме таа реченица, но не треба да бидеме мрзливи, треба да бидеме работливи. Јас не можам да кажам прости ни ги долговите наши, како што и ние ги простуваме на нашите должници, ако во моето срце постои постојна одбивност кон некого. Да, ние сите може да повредиме некого меѓу себе, но затоа постои прошка. Библијата вели сонцето да не ве најде во вашиот гнев, да не ве зајде во вашиот гнев. Ако некој ни направи лошо, ако некој ни навредил, наше да му простиме. А дали тој ќе ни прости нам, тоа е негово. Да не го носиме тој терет во душата своја. Ако некој ни изгрешил, а побара прошка, а ние не му простуваме, тогаш вината останува на нас. Наше е да простиме, бидејќи молитвата вели: Татко, прости ни ги долговите наши, како и ние што им ги простуваме на нашите должници. Јас не можам да кажам и не воведувај во искушение, туку избавени од лукавиот, ако не сакам да се борам против сатаната и гревот. Сатаната е постојан непријател. Апостол Петар вели во своето прво послание: сатаната е како лавко и рика и сака да не уништи. Но Господ е посилен. Господ е тука кој може да не избави од таквите искушенија. Секако на почетокот на денот ние треба да се помолиме, да побараме Божја заштита и тој тогаш ќе управува со нашиот живот и ќе не сочува од разни искушенија. Јас не можам да кажам, бидејќи Твое царството, ако Он не е целосен господар на моето срце и на мојот живот. Се постава прашање, почитувани пријатели, кој е господар во нашиот живот? Парите, бизнисот, работата, кариерата, семејството или Бог? Бог треба да биде на прво место во нашиот живот, а сето друго доаѓа испод Бога. Кој е на прво место во нашиот живот? Молитвата вели: Твое царството Божје. Но Господ треба да биде целосен господар во мојот живот, во моите мисли, во моите планови. Јас не можам да кажам и силата и славата, ако се сомневам во неговата моќ и се плашам што ќе ми кажат или што ќе ми направат луѓето. Јас не можам да кажам сега и за секогаш ако сум загрижен за моето секојдневие. Значи, почитувани пријатели, Господ да не опфати со својата сила и со неговата слава. Ако сме ние загрижени за утрешниот ден, тогаш сите наши мисли, сета преокупација ќе биде насочена кон стравот, а сатаната сака да живее
da живееме ние во страв. И тој тоа го прави преку овој вирус, преку овие проблеми што се појуват овие месеци наназад во општеството. Луѓето се уплашени, како да немат време за Бога, како да го заборавиле Бога, дека Бог е тој кој се уште го контролира овој свет и контролира настаните. Наше е да му чврсто веруваме на Бога. Јас не можам да кажам амин, ако не можам да му кажам колку и да ме чини, јас ќе одам со тебе. Зборот амин значи така нека биде. Но ако ние сме загрижени, ако ние не сме подготвени, почитувани пријатели да кажеме Боже, ќе одам со тебе, па што и да се случи. Господ има најдобри намери, најдобри планови за нас, почитувани гледачи. И затоа наше е да ова молитва кога ја молиме Татко наш кој се на небесата, да размислуваме за вредноста, за значењето, не така само махинално да ја искажеме како рецитација, туку длабоко да размислиме за значењето на молитвата Татко наш. Одиме понатаму што со уште една песна, а потоа повторно се враќаме во нашата програма. Na 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 na. Колку тешко беше, Боже, кога не те познава, какви дела правев, Боже, од нив се засрамува. Мојот живот, Боже мој, ти го давам да е Твој. Јас те молам, земај го, од корен ти промени го. Мојот живот, Боже мој, ти го давам да е Твој. Јас те молам, земај го, од корен ти промени го. Кога пак те запозна, сите ме напуштија, татко, мајка, другари и моите дома најблиски. И клекнав јас на колена, ни сози редев молитва. Те молам, Боже, помогни, кај мене дома врати ги. И клекнав јас на колена, ни сози редев молитва. Те молам, Боже, помогни, кај мене дома врати ги. Тогаш како од една тагата ми загина, моите пак се вратија и таков ме засака. Колку, Боже, голем си, семејство ми поврати, радоста се врати пак, фала ти за секога. Колку, Боже, голем си, семејство ми поврати, радоста се врати пак, фала ти за секога.
želba posledná, te molam ti ispolni ja, na nebo zajedno so njih, Isus da ne počesti, na to amore stakleno, so celo Božjo semejstvo, tebe da te vidime, niz večnost da te slavime, na to amore stakleno, so celo Božjo semejstvo, tebe da te vidime, niz večnost da te slavime. Život Bože moj, ti go dávam, da je tvoj, ja ste molam, zemaj go, od koren ti promeni go. Poštovani gledači, повторно се враќаме во нашата емисија. Следува рубриката Животно искуство. Во минатата емисија имавме искуство на една наша гледачка, која го сними искуството и ни го испрати и ние го споделивме со сите вас. Доколку и ви имате, почитувани гледачи, ваши лични искуства со Господа, на обратување или воопшто во вашиот живот, напишете го или снимете го, испратете ни го, а ние ќе го споделиме со останатите наши гледачи. Ово утро имаме уште едно искуство кое пристигна во нашата редакција во пишена форма. Јас сега ќе го прочитам, ќе го споделам со сите вас и верувам дека сите ние ќе се охрабриме од ово искуство на еден наш гледач од Македонија, од Прилепскиот регион. Насловот е "Раката на Исус ме излечи". Во период од 2016 година почувствував болка на левата страна од желудникот. Не знаев што се случува со мене. Бидејќи болките продолжија и не престануваа, решив да одам на лекар. Лекарот ме натера да ги направам неопходните крвни анализи. Кога резултатите беа готови, ми беше пронајдена бактерија во желудникот. Долго време се лечев со лекарства, антибиотици, но тоа не помогна ништо. По 6 месеци повторно бев на контрола, а лекарот ми кажа дека бактеријата се уште е присутна. Ме советуваше да ја повторам терапијата. По 6 месеци повторна контрола и анализи покажа дека мојата состојба со бактеријата во желудникот е непроменета. Така се до 2019 година. Редовната посета на лекар се повторуваше. Бактеријата никако не можеше да се искорени. Болките во желудникот се зголемуваа и не знаев што се случува, ниту што да правам со себе си, никако да бидам излечен. Се молев на Бога и постојно се прашував, од каде ја добив ова бактерија? Бог ми одговори преку сон од месните производи. На сон видов еден овчар во црно облечен, а и неговите овци беа сите црни. Бев толку тешко болен што болките беа неподносливи и го молев Бога без прекин. Разговарав со Исус, го молев да ја уништи бактеријата. Бев нападнат од страна на ѓаволот, но секојаш се држев за Бога и го повикував името Исусово. Го молев Исуса да ја уништи бактеријата. И повторно Бог ми откри дека јас самиот сум виновен поради тоа што консумирав месни производи. Една вечер, додека имав неподносливи болки, го молев Бога да ми покаже, односно да ми помогне желудникот да се смири. Таа вечер сонував сон. Слушнав глас во множина како наредува да се смире желудникот и да се уништи бактеријата. И Бог ми одговори преку сон дека бактеријата е уништена по тој мачен и долг
период. Помина 6 месеци. То се случи на 14 септември по моја вина. Јадев лешници со свежо грози. Почувствував огромни болки во мојот стомак. Болките беа големи. Го молев Бога и плачев од болки. Се прашував што се случува, Исусе, со мене. Дали е се во ред? Имав проблем со моите црева. Едното црево ми беше превртено, а знаете, човек со превртени црева итно мора да биде пренесен на хирургија. Се молев на Господа цела вечер и заспав со длабок сон. Тогаш на сон видов човек обвиен во светлина, но не можев да му го видам лицето. Видов раце кои ми ги местија моите црева. Кога утредента станав, ми беше подобро и му заблагодарив на Бога. Ти благодарам, Исусе, за се што стори за мене. Со ово искуство сакам да ги охрабрам сите мои браќи и сестри во Христа, дека секој проблем што го имаме, треба на Бога да му го предадеме и да се повикаме на името Исус. Тој постојано е покрај нас и ги слуша нашите молитви, наше да му веруваме и да се советуваме со Бога. Моја благодарност на Господа за моето исцелување сакам да искажам со библиските стихови кои ги наоѓам во Светото Писмо. Ке те возвишам, Господи, зашто ме издигна и не ги остави моите непријатели да се радуваат над мене. Господи, Боже мој, те повикав и ти ме исцели. Господи, ја извади мојата душа од подземјето и ме оживеа на работ на гробот. Псалам, 30 псалам од 1 до 3 стих. Еве, почитувани гледачи, ова беше краткото искуство на овој наш гледач, кој имал живо искуство со Господа, имал здравствени проблеми, но тој на еден свој начин му се обратил на Господа. И Бог интервенирал. Знаеме дека Бог се открива на луѓето на повеќе начини. Преку Библијата, преку природата, преку сонови. Бог може да ни открие многу работи, но мора да бидеме многу внимателни, зашто Сатанат исто така може да предизвика сонови кај нас. Но очигледно, овој човек, овој верник, искрено, чврсто му верувал на Господа, барал решение за својата болест. И Бог го допрел. Бог може и тебе да те допри и мене. И сите нас, кога ни е тешко, да не утеши, да не охрабри, да не даде сила, да се бориме со овој живот кој го живееме. Лесно да се предадеме, лесно да ги кренеме рацете, но Бог сака истрајност, да бидеме истрајни во нашите молитви, да се молиме постојано. И затоа уште еден повик, драги гледачи, ако имате ваши лични искуства, напишете ги, споделите ги, донесете ги кај нас, дајте ни ги, ние ќе ги пуштиме во ова наша програма, да уште многу луѓе се охрабрат и да застанат на страната на Бога. Одиме уште со една песна, потоа повторно се враќаме, драги гледачи, во нашата програма. Не плаши се ти од неволи, Бог мисли на тебе. Под крилата си на љубовта, Бог мисли на тебе. Бог мисли на тебе во секој час и секој миг. Се грижи за тебе, Бог мисли на тебе. Во моменти на тешки дни, Бог мисли на тебе. Кога си во опасности, Бог мисли на тебе. Бог мисли на тебе во секој час и секој миг. Се грижи за тебе.
da se slučuva, Bog misli na tebe. Na nego sosema potri se, Bog misli na tebe. Bog misli na tebe, vo sekoj čas i sekoj dan. Se križi za tebe, Bog misli na tebe. Evo nepovtorno nazad, počtovani gledači. Вие следите утринската програма на Глас на надежда во живо, директно студиото од Кавадарци. Продолжуваме со нашата програма, наред се здрави рецепти или она што ние го користиме секојдневно во нашиот живот, а тоа е исхраната. Многу важен фактор. Тој е дел од нашиот живот. Денеска би сакал да споделам неколку здрави рецепти, бидејќи есен, нашите пазари, зелени пазари се полни со јапонско јаболко, е многу здраво, вкусно и корисно. Верувам дека го користите. Знам, некои луѓе не го користат јапонското како да не им е сладко, односно да не им е вкусно и тие тоа не го користат. Меѓутоа, пробајте, многу е здраво. Помага во болести, за болести на цревата, против надоеноста и мрзливи црева. Се користи и за болести на желудникот, за црниот дроб и жолчката. Помага и за диареја, како и за хемороиди. Ке ви го намали високиот крвен притисок и помага за здравјето на живците и мозгот. Гледате какви бенефити човекот може да добие ако го користи јапонското јаболко. Не е скапо, релативно ефтино, но многу корисно. Бидејќи луѓето го користат во свежа состојба и кога ќе омекне, ќе се раскаши и вели ќе го фрлиме, зашто не може долго да ги чуваме. Значи тоа не се како оние обичните јаболки што може неколку месеци преку зимата да ги користиме, но може да се искористат во разни други рецепти во нашата исхрана. Еве ќе споделам ово утро неколку рецепти. Пиелок со јапонски јаболки и ананас. Лесен и брз пиелок. Најважно што е здрав. Јапонските јаболки измејте ги, отстранете ја рачката и ставите ги во блендер. Знаете како тоа се работи. Доколку имате свеж ананас, исечете парче, исечете ја кората, исецкајте го на коцки и додајте ги во блендерот. Додадете ги останатите состојки и блендирајте додека не добиете убава смеса. По желба додадете и малку вода. Значи, основата е јаболки, ананас, цимет може да додадете, масло и џумбир. Другото е по желба. Еве, од што се состои, значи 150 грама ананас, една голема лажица кориандер, една голема лажица цимет, една голема лажица семе од коноп, 3-4 големи лажици маслиново масло, 2 мали лажички џумбир во прав, по потреба вода. И секако ставите доволно неколку јапонски јаболки. Така да сето тоа го блендирате и ќе добиете пиелок кој е како бомба, здравствена бомба која ќе ви користи и ќе го нахрани вашиот организам. Од јапонски јаболки, почитувани пријатели, може да направите и ролат. Еве го рецептот. 6 белки се матат со прстофат сол. 6 жолчки се матат се додава овде вели и шекер. Ако не го конзумирате белиот шекер, тогаш може да набавите кафеав шекер. Откако ќе ги измиете, убаво се мешаат двете состојки и се додава по полека и брашно. Се додава рендена кора од лимон, исцедениот сок од лимон исто така се додава. Се додава и малку пециво, смесата се меше добро и се полева врз хартија за печење. Се пече во вжештена рерна на 200
stepeni dodека да зарумени. Се добива фил. Се матат јапонските јаболки, кои претходно сме ги исчистили од лушпата. Се додава 4 лажици шекер кафеаво прав, ванилен шекер и цимет. Се додава 4 лажици матена сладка павлака, потоа ова смеса се соединува со 250 грама матен путер. Филот е лабав и затоа се остава да излади малку. Изладениот пандишпан се одвојува од хартијата и се премачкова со филот, се витка во ролат и се остава да излади. Сладката павлака се мати со саканата густина, па се покрива цел ролат. Се наросува ролатот со рендена кора од лимон. Се става во ладелник и се служи ладно. На здравје, почитувани гледачи. Еве да ги прочитам и состојките на брзина. Значи 6 јајца, 12 лажици кафеав шекер, 12 лажици брашно, 1 пecivo. 4 јапонски јаболка, 4 лажици матена сладка павлака, 4 лажици шекер во прав, 1 паковка ванила, 250 грама путер и 500 грама сладка павлака. Еве, за ово утро толку од рецептите. Утре ќе продолжиме со нови наши предлози кои ќе бидат, верувам, корисни за нашата секојдневна исхрана. Продолжуваме со уште една песна и потоа се враќаме повторно во нашата емисија. Istina je дека грешен сум јас. Истина е дека само тој може да го прости гревот мој. Исусе Христе, прости ми, се каам јас за моите гревови. Во срцето мое дојди ти, од светиот дух сила подари ми. Вистина е дека милостив си, вистина е дека Божи си си, вистина е животот за мене.
Почитувани гледачи, се враќаме повторно во нашата емисија, полека се ближиме кон крајот на утринската програма. Би сакал за сите вас кои имате проблем со пушењето да ви препорачам еден 5-дневен план за одвикнување од пушењето. Така да сите вие кои сакате ова брошура, овој план да го имате, јавите се во нашата редакција, пишете ни, а ние по пошта ќе ви го испратиме. Овој план ќе ви помогне да се откажете од тој многу лош порок, цигарата, која убива многу луѓе секоја година. Зошто да се тровате, зошто да го пропасите вашиот живот со тој подмокли непријател на човекот цигарата, никотинот. Овде има прекрасни совети. За 5 дена вие ќе можете да се ослободите од тој ваш порок. Само ваша желба е ако ни побарате од овој проспект, а ние ќе ви го доставиме на ваша домашна адреса. Продолжуваме со следнава рубрика, почитувани гледачи, зборуваме за исчезнати градови и цивилизации. И ово утро ќе се послужиме со ова книга Исчезнати градови и цивилизации. Значи, сите вие кои сакате ова книга да имате во ваша собственост, може да ја купите со символична цена, а ќе ви биде многу корисна. Јас се користам ова книга секој утро со неколку податоци за неколку градови кои се исчезнати, но Библијата ги опишува и денеска археологијата ја потврдува веродостојноста на Светото писмо. Денеска ќе зборуваме за исчезнувањето на 10 израелски племиња, историски осврт. Знаеме дека Библијата зборува дека постоеле 12 израелски племиња, меѓутоа кога влегле во ветената земја, кога дошле од Египет, од египетското робство, тие се поделиле на 2 дела, 10 со 2. Успел непријателот да ги раздвои. Иако Бог сакал да бидат заедно, компактни, да бидат сложни, но на жалост тие се поделиле на Северно и на Јужно царство. Многу луѓе во тоа не веруваат, но денеска археологијата пронашла докази дека тие племиња постоеле, тие народи и биле поделени во даден момент на 2 дела, 10 племиња со 12. И овде ние ќе прочитаме сега неколку податоци како тие 10 израелски племиња исчезнале. Модерниот Израел денес, како израелците во Исусовата доба, потекнува од двете племиња чии заеднички татко е Јаков или Израел. Но што се случило со другите 10 племиња, односно со Северното Израелско царство? Спомнав на Северно и на Јужно царство. Јужното обстанало со тие две племиња, а додека Северното со 10 племиња исчезнало. Каде се тие денес? Каде исчезнале? Библиската, како и небиблиската историја последен пат ги спомнува 10 израелеви племиња непосредно пред да паднат под робство на асирците. Потоа историските извештаи Малкум укажуваат на фактот дека овие племиња ја доживееле истата судбина на исчезнување како и многу други народи во минатото, како на пример сумерците, вавилонците, медијците, персиците и така натаму. Но се постава прашање зошто? Зари двете други племиња Јуда и Винјамин не биле под вавилонското робство? Навистина тие тоа го доживееле, но и го преживееле. Меѓутоа Израел, односно 10 племиња, го доживееле, но и не го преживееле асирското робство. Се поставува прашање зошто? Нарушената врска со Бога, одбивањето на милоста која тој ја нуди и непослушноста, па и отворениот бунт како природна последица се главната причина за исчезнувањето на многу народи, па така и на 10 Израелови племиња. Личните човечки трагедии, како и трагедиите на општеството, многу често имаат своји корени во нарушениот стрмоглав однос. Но зар нарушениот однос со Бога, непослушноста и бунтот против Него не го предизвикале и заминувањето на двете племиња во вавилонското робство? Секако, но по робството нивната историја продолжува и денес. Израел е еден од старите народи на човечката цивилизација. Од друга страна, потомството на 10 племиња денес не постои. Зошто? Лесно е да се постават прашања, но одговорот е тежок, широк и сложен. Да почнеме да трагаме по одговор додека ја разгледуваме и ја споредуваме војната стратегија,
како и надворешната политика на Сирија и Вавилон, да се обидеме најпрви да ги следиме водорамните односи, односно историските записи, библиските и вон библиските. И сега овде има многу податоци, почитувани пријатели, драги гледачи, кои биле причините зошто тие 10 племиња исчезнале, се стопиле со останатите народи. А оние двете, од каде и самиот Христос историски потекнува, и ден денес Израел постои како најстар народ или нација. Овде писателот Драго Обрадовиќ, професорот, ни дава на почетокот неколку насоки зошто исчезнале тие народи. Овде вели нарушената врска со Бога, одбивањето на милоста која тој ја нуди и непослушноста, па и отворениот бунт како природна последица се главните причини за иштезнувањето на многу народи, па ете и на овие 10 племиња. И да не должам многу, почитувани гледачи, само ќе прочитам од заклучокот, од самиот крај на оваа сторија за исчезнатите 10 племиња. Од сето ова можеме да заклучиме дека Бог сака да го одржи даденото ветување на јудејците за враќање од вавилонското робство. Меѓутоа, изгледа дека постои причина поради кој Бог им го дава ова ветување. Тоа се однесува на Месија кој ќе дојде од јудејскиот народ. Со други зборови, јудејците од Исусовото време веројатно обстојале како народ зашто пророштвото за Месија требало да се исполни над нив. Гледате, Бог ги сочувал тие две племиња, да од тој народ произлезе и Исус Христос, односно Марија, како она кој ќе го роди Исуса Христа. Има многу овде пророштва кои се дадени. Некои пророштва се условни. Значи, ако биде, ќе се исполни, ако не, нема да биде тоа пророштво. Бог ги води работите, Бог ја води историјата и Бог најдобро знае и за нас денеска што ни е потребно. Наше почитувани гледачи да му веруваме, целосно да се потпреме на Бога. Бог нема да дозволи ти и јас да исчезнеме, туку тој ќе не сочува и ако се случи болест и смрт, ние сме сокрени во очите Божи, односно во Божјото срце. Бог не има на ум и кога ќе дојде Исус Христос еден ден, тој ќе ги повика сите своји кои верно му служиле, без разлика што завршиле со својот живот. Овој живот е поминлив, но ние христијаните веруваме во еден нов живот, еден нов почеток, кога Исус ќе дојде, заедно со живите, вели апостол Павле, ќе бидат воскреснати и покојните оние кои со вера заспале, и така обединети, променити во ново тело, ќе бидеме за секогаш со Господа. Драги гледачи, ми беше задоволство што можевме ова седмица, овој понеделник, да отпочнеме со ова наша утринска емисија, утринска програма и да го отпочнеме овој ден со ова наше дружење. Ние полека се ближиме до крајот на денешната програма. Ви закажувам нова средба, утре наутро, точно во 8 часот и 30 минути. Споделите ова информација со вашите пријатели, со вашите домашни. Нека ја гледат ова емисија и попладне, бидејќи снимена и ќе биде пуштена, ќе можат сите и останати да ја гледат, да ја слушат, кој денеска може би се на работа во утринските часови. И посакувам секој добро од Господа, имајте убав ден и довидување до утре. Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма Глас на надежда. Секој ден, од понеделник до петок, во 8 часот и 30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравието, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме.